Ете, додека се сместиме во студиото, едни гости излегуваат, други гости влегуваат и тоа е така кај нас. Секогаш фреквентно и со повеќе нели наши гости кои што ни доаѓаат во утринска на Телма, се со цел да се информираме за повеќе настани и случувања кај нас, а истовремено и да ја упатиме поканата кон сите вас кои што сте заедно со нас. И овој пат имаме одличен повод. Така е. Ева, добро утро за тебе и ти благодарам. Калина, во моментот се надам ќе посакаме побрзо само да ни биде добра и да се оздрави. Калина, ако не гледаш, голем поздрав упатуваме до тебе и вистина ќе има една специфична, убава, деликатна музичка селекција за сите генерации вечерва во културно-едукативниот центар Лабораториум. Си дел од оваа единица на луѓе и знам дека она што се обидувате да донесете крем дела крем што се вели во Скопје. Многу ми е драго што продолжува да речеме вака активностите кои што се за Скопје, исто како што беше за земјотресот и така натаму, секој пат има нешто што му дава пулс и импулс на градот. Така што вечерва ги каниме сите во моментот кои што не гледаат 20 часот Лабораториум во строгиот центар на градот да дојдат на една скопска игранка. Каква е таа стара скопска игранка? Вака, прво ќе ве коригирам. Имаме одличен квиз за Скопје, кој што почнува во 7 часот и е хуманитарен настан. Значи, ќе се зборува за Скопје, ќе има прашање, ќе се погодува, интересно ќе биде. Ама валда не дека скопска игранка нема? Не, така? Како така? Мислам дека сме погреши во најавата. Значи, прво со квизот се загреваме. Значи така одиме, прво идеме со квиз. Да, мора да ги загрееме. 19 часот, така? Да, во 19 часот, оној кој што ќе победи има 10 пијачки за игранката. Значи, тука лежи моментот. Тоа е одлична идеја. За каков квиз станува збор, поврзано со Скопје? Да, за ослободувањето на Скопје, затоа и сакавме игранката да ја поврземе. Значи, дечките од Делта му Делта, од American College ни помагаат околу сето тоа. Фала ви дечки многу. Исто така, од Лазар Трпков имаме деца од основното училиште кои што ќе прават мини изложба за колку они го сакаат Скопје. И ќе биде all in, и ве очекуваме, поканите се на Инстаграм. Супер, еве во моментот гледаме дел од оние активности кои што ги имате и ќе потсетам дека Лабораториум стана едно ново главно прибежиште и јадро за сите генерации. Да. И ми е драго што баш во оваа една календарска година може да се пофалите со базари. Тука беше државното првенство за бармени, имавте читачки активности, книжевни, значи апсолутно и ова некако е баш убаво кронисување за Лабораториум. Сосема соодветства просторот за вечерот дожеме во еден диџеј сет, ќе ги споменеш. Сега, апропо квизот, само уште тоа сака да прашам. Тоа ќе биде прв пријавен, прв услужен, како е со квизот? Или само доаѓаш, се пријавуваш? Значи, кој што сака може да учествува на квизот, значи нема пријавување ништо, си седнуваш на столче, ви даваме палки, кој што сака да одговори, слободно крева палка, го пиеме. Прашањата се, да речеме, од концептот за Скопје, например, каде била лоцирана Мусандра, може би, не знам, да. Например, не знам, карикирам, земјотресот кога бил, како било после земјотресот, значи доста интересно ќе биде. Значи интергенерацијски овак има пред се и многу постари луѓе, минатата игранка беше феноменална. Да, тоа и сакавме да споделиме. И за возрастните генерации интересно и можеби будење на спомени од некогашното Скопје. Да, се враќаме буквално назад, одиме назад и јас како млада генерација, пошто сум 2002, ќе видам некогаш како било тоа и Лабораториум, тоа ни го возможува, значи не само тоа, и многу други работи. It's a pleasure навистина да работам со такви колеги и да бидам дел од сите тие настани. Сега, како дел од сите тие настани, бидејќи кога зборуваме за помладите генерации, кога зборуваме за таа, да речеме, поврзаност или нешто што треба да се пренесува од колено на колено за тоа какво било Скопје, некогаш во какво Скопје живееме денес, па знаеме и повозрастните генерации може да ни раскажуваат и различни случаи и ситуации поконкретни, но она кое што ме интересира, верувам и нашите гледачи, ако зборуваме за млади генерации кои што живеат во вакво динамично и технолошко време, да речеме, кои што некако имаат други интереси и фокусот им е на различни теми и настани за разлика од порано. Колку тие се соживуваат со ваквите настани, колку сакаат да слушаат за некогашното Скопје, колку се, да речеме, идентификуваат кога станува збор за вакви игранки за кои што новите генерации скоро да им се и непознати на еден таков начин или во таква форма. Мислам дека баш поради тоа што ни е на нас непознато, сакаме да бидеме дел од нешто такво. Гледам јас по себе и мојата генерација дека еве на пример
ретро камери, аналогни камери Да. се враќаат во мода. Сите некако чежнееме по тоа старо време и сакаме да сме дел од тоа. И еве некако се враќаме наназад, значи ја враќаме старата мода, имаме Restore Lab Market каде што винтидж облека, ристори правиме и ја препродаваме, значи тоа е све по поволни цени каде што сакаме у живот да го донесеме и тоа е главното нешто од лабораториум, ама публиката, мислам, ние децата си го правиме своето и мислам дека и ние нас ни фали таа топлина некогаш што била и тоа го сакаме. Така што некако се освестуваме сите. Вие, децата на новата генерација, вечерва ќе имаат прилика сите да уживаат повторно да се вратиме во мирисот на 50-тите, 60-тите, 70-тите и секако звукот на 80-тите. Некаде прочитав дека Зоран и Влашке ќе бидат диџеите, меѓутоа ќе имате изложба и тоа благодарение на учениците од Лазар Трпевски. Да, значи дечињата направија цртежи по повод колку они го сакаат Скопје. Изложбата ќе биде наместена цела вечер, значи ќе може слободно да видите. Преблагодарни сме на училиштето, стварно многу ни помогна. Влашки и Зоран ќе пуштаат музика, да, македонски евергрини, па после ќе се сврти малце на рок-н-рол. Значи преинтересно ќе биде, поканети се сите како што кажав. Воедно Влашки пушта и на грамофон музика, што е многу ин ќе биде. И тоа е тоа. И тоа ќе иде со оваа музика. Некој да вие најголем шлагер, така? Супер. Веројатно тоа ќе биде навистина едно одлично дружење кое што како што рековме ќе врати многу спомени и ќе може и младите да видат, да дзирнат малку назад во времето како некогаш било, но и да земат пример како и што треба да се задржи кога зборуваме за скопскиот дух, па и за она кое што треба да го има кај народот или кај граѓаните. Иницијативи вакви се за поздрав и веројатно вие како нови генерации ги давате за пример на оние кои што се доволно креативни и со желба и ентузијазам да создаваат вакви нешта, па еве ќе го заокружиме ова гостување со една таква порака, да речеме, а може би и идни планови за реализација. Значи, идни планови за реализација, да, имаме многу, кои што ќе ги оставам за понатако, особено само ќе ви кажам негде на кај 8 декември, таму лабораториум, интересни ствари ќе се случуваат цела недела. Но да се заврши годината како што треба, така. Да, тоа е роден ден на лабораториум, така што ќе ве оставам во неизвестност, ама следете на Инстаграм сите. Ќе дојдете вие повторно во Телма. Секако ќе ги најдеме всушност и овие можеби последни декемвриски денови за лабораториум во оваа 2024. Ти благодариме, голем поздрав до целата екипа и тоа што создавате за Скопје вистина да биде апстрактно, убаво, авангардно и да го врати звукот и духот на минатото. Благодарам и на вас за ова гостување и ве очекуваме вечер. Отворени се портите 19 часот квиз за Скопје, во 20 часот скопската игранка, како што велите вие и во минатото издание и овој пат ги чекаме сите возрастни категории. Да, интергенерацијски. Дрес-код како сакате. Ако се чувствувате дека сакате да ги облечете челите од 80-тите, пробајте. You go with it. Ете така. Ќе биде добро дојдено. Уживајте. Така е. Одиме со оброкот на денот за скоро, тука ќе направиме мала кратка одичка со Маријанеска денес за сите вас кои што досега можеби не сте го пропуштиле рецептот или некои сегменти во правењето на лебот од кисело тесто, многу повеќе во продолжение со одличната Маре. Видете на Телма.